Секторот за внатрешни работи Скопје поднесе кривична пријава против две лица, едно од Тетово, а другото од Скопје поради основно сомнение за сторено кривично дело учество во толпа што ќе спречи службено лице во вршење на службено дејствие. За преземените дејствија на двајцата пријавени обезбедени се видеозаписи. Со нив биле извршени разговори во кои целосно ги појасниле преземените дејствија, а потоа се ослободени, информираат од МВР. Бил извршен разговор и со две лица вработени во управата за безбедност и контраразузнавање. Во консултација со јавен обвинител ќе биде поднесен соодветен поднесок, стои во дописот. СВР Скопје во соработка со јавното обвинителство и понатаму презема мерки и активности за целосно расчистување на настаните во собранието од 27 април, информираат од МВР. Вчера требаше да се започне судењето против првата група обвинети за насилства во собранието, но првото рочиште за 9 обвинети за насилство во Македонското собрание, што се случија на 27 април, беше одложено. Судењето е одложено за 23 мај поради неприсуство на еден од обвинетите, кој требаше да биде донесен од домашен притвор. Тие се товарат за учество во толпа што ќе стори кривично дело и учество во толпа што ќе спречи службено лице во вршењето на службени дејствија. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов во телевизиско интервју повика на помирување и обединување. Сме имале ние во нашата историја моменти кога создавале многу понегативни реакции. Го имавме конфликтот до 2001 година и тогаш парламентот најде сила и храброст да создаде амбиент на помирување, да едноставно да ги амнестираме воените злосторства и за да имаме во државата мир. По изјавата на председателот следеа низа реакции, позитивни кои го поздравија ваквиот апел на Иванов, но и негативни кои го критикуваа дека не може да се очекува некој да ги амнестира лицата кои нападнале пратеници.